Демократијата сама по себе, значи дебата е борба на мислење на идеи, о кој што едни презентираат, електоратот го прифаќа тоа, доверува мандати така натаму, нема константни работи, нема трајни работи. Меѓутоа, кога нешто сакате да одбележите или да направите нешто што во контекст, значи ќе предизвика промени на одредени символи, тогаш што е добро да го направите со општ консенсус. Ние уште пред 6 или 8 месеци, можеби и повеќе, излеговме со став, јас како началник пред советниците, дека грбот кој што е правен, значи сите хералдичари веруват дека има многу недостатоци и маани. Да не зборувам, не од идеолошка причина, не од, значи едноставно беше направен така како што беше направен. Дадовме предлог за идено решение за промена на грб и знаме и започнавме една постапка во која што на еден долг начин, меѓутоа многу квалитетен начин, со консултации, со врвни стручњаци и експерти, од автентичноста на нашето подрачје и постоењето на нашите предци, а верувам со традиција и на војнината за нашите деца, ќе донесеме и ќе изнајдеме едно идејно решение кое што ќе не отсликува сите, меѓутоа и сите ќе не сплоти на едно место, за да кажеме да, тоа е вистинското решение. На мое лично задоволство, значи и координаторот на опозицијата на седницата излезе со став и кажа да, ние комплетно се согласуваме со идејните решенија. Значи и позицијата и опозицијата едногласно беше изгласано и прифатено и морам да кажам дека тоа ме прави многу лака среќен. Од причини што тоа што се понуди и мене ме изненади. Значи го правеа врвни хералдичари, направи едно идејно решение кое што можете да го видите овде. Значи мислам дека една слика илјада да зборови, меѓутоа сликата треба да се и да објасни. Ова идејниот авторот на решението, значи многу добро го објасни тоа пред советниците, многу добро го објасни во комисиската расправа која што беше водена претходно. Меѓутоа збор 2 би рекол јас како градоначалник. Значи ќе доминира зелено-жолтата боја. Затоа што Овчеполе се е зелено, а после станува златно-жолто. Значи, ова е еден овчеполски крст кој што сите ќе се сложите е прекрасен, меѓутоа составен од многу интересни фигури и составни делови. Значи, ако е веќе ова Овчеполе, овде е крлукот, сите знаат што е крлукот, она за фаќање на овците, составено од исти крлуци кои што го прават крстот, меѓутоа крстот кој ќе го погледнете, кој ќе го земете долниот и горниот дел во средината, го имате овенот. Значи, Овчеполе го имате овенот. Некогаш овде имало 100.000 овци. Понатаму објаснувањето беше дека во вид на овен се правени и орудијата за разбивање на тврдините и во минатото, каде што и Александар Македонски и други војсководци се обидувале да ги освојат. Значи сите автентични работи, дека од овде се трнало на 4 страни на светот. Значи сите буквално објаснувања кои што се вметнати во ова идејно решение. Понатаму следува следниот грб кој што ќе го користи Советот на општината, во кој што исто така, истиот грб, меѓутоа ги имаме трите златника, а трите златника се одбележието на Свети Никола, бидејќи тој бил првиот, стари Дедо Мраз, првиот кој што делел, како богат делел на сиромасите, значи, едно класично одбележие, секаде каде што хералдичарите ќе видат дали споени три златника едно друго или ставени, е одбележието на Свети Никола, значи, кој што ги имаме овде. Повторно е крстот, значи, христијанството е повторно, и тврдината, која што сушност на овде, е карактеристика на град според толкувањата на хералдичарите. Значи, сите поголеми градови на нивниот грб треба да имаат тврдина. Кога ќе дојдат било која страна да знае дека влегува во град. Значи, тоа е едно. И третото, оној така наречен грб кој што ќе го користи градоначалникот или за во свечени пригоди, тоа е овој грб.
едно прекрасно решение со сите оние претходни моменти за кои што зборувавме, меѓутоа овде е основното одбележие на овче поле. Значи, тука е пченицата, тука се повторно трите златника, значи Свети Никола, тите Бизанти кои што ги имаат овде. Исто така, според она што е траката обвиткана, ние му кажавме дека Свети Никола слави два празника, Свети Никола и Тодорова сабота, посветена Теодор Тирон. Сите знаеме дека кога муслиманите сакале да ги обесчестат, да ги оскверневат јадењето на христијаните, го попрскале нели со крв, а Теодор Тирон го кажал дека треба да се јади само житарица. Тие причини и тоа посветеност овде која што имаме, а овде плюс се произведува житарица и значи едноставно според хералдичарите опфатени се сите елементи и тие кажуваат дека ќе имаме еден од многу квалитетните грбови кој што е воопшто направен, значи ќе биде многу интересен. И ние сега како поминува законскиот рок ќе го објавиме во Службен вестник и ги започнеме сите постапки за промена, значи на знамињата, на влезот во градот. Едноставно она што реков беше општо прифатено да биде објавено на сите места, а ова е идејното решение за знамето, кое што исто така ќе се користи значи во пригодите кои што локалната самоуправа ќе ги има. Ова беше на советот комплетно објаснено. Јас ја гледав вашата седница, представниците од Хералдичкото здружение го објаснија тоа, меѓутоа добро е за граѓаните, за информација да знаат, значи дека еве се пристапи кон таква работа во еден, морам да кажам, еден многу транспарентен начин, значи многу интересен начин на објаснување и се дојде до едно многу интересно решение кое што решение ќе ни служи се надевам со векови да биде одбележие на нашиот град на Свети Никола, значи како место во кое што живеат христијани, во кое што е Свети Никола, го славиме Свети Теодор Тирон, меѓутоа дека овде основно поднебие на пробата, значи овчеполието, на овенот и така натаму, значи сите оние работи кои што треба да ги има во еден знак. Ја не сум стручен, само го слушав од хералдичарите, оние што го објаснуваа на комисијата, јас само го пренесувам, реков дека е едногласно, значи од страна на комисијата. Сега гумина да нема забуни, ме прашуваа значи и забелешките од граѓаните, и забелешките од оние стари познавачи на претходниот грб беа дека таму имаме една зграда во која што биле затварени дејците за самобитна и независна Македонија. Значи имаме скратеница од име. Значи грбот не треба да стои име и така натам. Сите оние работи кои што беа како забелешки беа прифатени, беа вметнати овде, се пронајде нешто што е многу интересно како решение и морам да кажам дека сум среќен што сите советници, 15 советници го поддржаа ова идејно решение.